Работев градоначалник 12 години. Знам дека напредок нема на градот ако селото не се развива. Селаните мора да имат пари, да се развива и селото равномерно, заедно со градот. Тогаш ќе има напредок Македонија. Од ичаршијата во Прилеп чека вие да земете пари. Од тутунот, од житото, од млекото, од се што работите. Кога имате вие пари, оп, и тие сефте прават. Промет прават. Затоа селата ни се многу важни. Дојдов денес овде да зборуваме за развој на селата. Затоа во делот на земјоделската политика ќе креираме механизми кои што ќе даваат резултат. Заврши времето и на таа субвенција што се даваше како социјална помош. Не, секој што обработува земја ќе добие земјоделска субвенција. Секој што обработува земја ќе добие шанса да биде мотивиран да му расте субвенцијата. Во тутунопроизводството ја воведовме веќе постапката за промена на законот. Во новиот закон ќе имаме исто ваквите стимулации. Нешто не ја намалуваме субвенцијата, таа ќе расте. Зошто? Од истите причини кои што се однесува и на другите култури. Во иднина од 2018 година ќе има 80 денари за првата класа, 70 денари за втората класа и 60 денари за третата. Четврта ќе нема. Ќе ги обединиме сите во 3 класи. И вие ќе се согласите дека досега сите класи зимаа иста субвенција. Тоа не е фер. Треба да ги мотивираме тутунопроизводителите да произведуваат колку што може поквалитетен тутун. Зошто? Од првата класа има и повисока цена. Таа ќе носи повеќе приход за земјоделецот. Дополнително ќе биде мотивирана и со 20 денари повеќе субвенција од третата класа. За втората 10 денари повеќе. Целиот процес мора да го отвориме мотивирачки за земјоделците. Сето тоа е да има повеќе пари кај земјоделците. Ние сме свесни, ако народот не има пари, ќе не ја биде државата. Нема богата држава со сиромашен народ. Никаде во светот го нема тоа. Знаете дека градиме политика еднаква за сите. Не интересираат ни националности, ни етничка припадност, не интересира ни вера и религија, ништо. Ова е наш народ. Македонија е богата, е шарена, разнолика. Тоа е убавината на Македонија. Цела Европа е разнолична, шарена и оди напред. Европа е најразвиена од целиот свет. Можеме ние да бидеме најразвиени. Само треба да се обединиме, да ги тргнеме предрасудите, да се прегрнеме, да подадеме рака и да тераме напред.